Постојаното намалување на бројот на ученици поради иселувањето како и падот на наталитетот во Гостивар носат ризик за работните места на професорите и наставниците, односно нивно прогласување за технолошки вишок. Од локалниот економски совет и синдикатот велат дека веќе има вакви случаи, особено во подрачните училишта во селата, но и во средното економско училиште и во гимназијата, каде има паралелки со едва 10 ученици, а состојбата е добра само во техничкото и медицинското училиште. Посочуваат дека не треба да има нови вработувања на местата на пензионираниот наставен кадар. По тоа што гледаме, секако дека има појавување на технолошки вишок, значи во неколку од тие предмети што се општи. Имаме проблеми со англиски јазик, имаме проблеми со албански јазик, зборувам за гимназија, тука не е и математиката, каде што со општината некако мораме да најдеме решение за да ги преместиме во некој од основните, односно средните училишта кај има место. Значи, Комисијата за трансформација на работен однос од определено и неопределено работи можда 3 до 4 пати неделно, мислам годишно во општината, даваме многу решенија што мислам дека не е добро. Наш предлог е тие луѓе што изземуваат пензија да се надополнат со луѓе кај што се појавува како технолошки вишок, но не да се дават други решенија. Сега што знам, сега имаме паралелки што смешно е да ги кажеме, пример во средно училиште, средно економско имаме паралелки по 20 до 30 ученици, што не е некој нормативно, тоа автоматски не носит. Гимназија исто така и кај албанците и па кај паралелките на настава на македонски јазик паѓа бројката на голема, имаме паралелки што се испод 10. Гимназија зборувам. Ич не е добро работата во средно, мислам, во ова економско, добро стоиме медицина, каде се намали бројка на 25 законски, а исто така стоиме добро и во средно-техничките училишта, каде има некои атрактивни смерови, каде што луѓето инсистираат по секоја цена да одат таму. Заедничко решение преку согледување на состојбите и анализа на бројот на ученици се бараше на панел дискусија, на која учествуваа сите засегнати страни. Од секторот за образование очекуваат интересот за двете средни училишта кои се соочуваат со намален број ученици да се зголеми со воведувањето нови смерови, а за да нема технолошки вишок ќе има прераспределба на кадарот. Ќе извадиме заклучок што понатаму ќе направиме. Иако, како според сознанијата, ова година мислам дека е добро, нема да имаме проблеми, зашто нормално тие што излегуваат на пензија, ние ги покривуваме со другите професори, не примаме нови професори и според тоа ни дава малку мотив и малку имаме надеж дека во ова година ќе биде добро. Имаме сега раст во техничкото училиште, во медицинското училиште, но од лани со Министерството за образование имаме, кога се запишуваат, не може бројката да биде над 25, така што другите ќе се запишат и во гимназија и економски. Имаме и во економски нови смерови, ова година имаме надеж дека ќе имаме повеќе запишани и добри услови во гимназијата. Од друга страна, дополнителен проблем во образовниот процес е немањето наставен кадар за природните науки, но и професори по стручните предмети во средното техничко училиште во Гостивар.